Правосудниот систем трпи политички притисоци. Судството треба да престане да чека одлуки од политиката, смета претседателот на Хелсиншкиот комитет, професорот Гордан Каледжиев. Тој како голем проблем ја спомена поделеноста во правниот систем, како проблематични ги наведе обвиненијата, поднесени од СЕО по истекот на рокот за такво нешто. Велејќи дека како судиите одлучат по насоките од Врховниот суд да ги отфрлат обвиненијата, поднесени по предвидениот рок од 18 месеци, ги чека критика, меѓу другите и од Министерството за правда. Судството, ако сака да покаже дека е судство, мора да пресече по право, не по политички. Значи, до сега овие прашања цело време ги решаваме со политичка позадина. Значи, навивачи, не знам, за СЈО, против, не знам, елитата што се гони. Мора правно судот да трне по правото, а судиите кои што гледам во овој момент се меѓу чеканите на ковалната. Каледжиев говореше и што би било со СЈО доколку биде донесен новиот закон за јавно обвинителство. Според него, ако било одлучено дека истрагите требало да сопрат, тогаш нов закон не може тоа отпосле да го промени, потенцирајќи дека доколку се оди обратно, таквите обвиненија би паднале во Страсбур. Судиите мора да пресечат по закон и гледам дека се внатри поделени. Баш ме интересира како ќе се разреши приказната. Во секој случај новиот закон не може да разреши бидејќи тој не може наназад да уреди дали некои истраги треба да продолжат. Ако истрагите требале да сопрат, не може еден закон отпосле да ги продолжи. Опозицијата и власта се уште не можат да постигнат договор околу законот за јавно обвинителство, а најголема кочница во моментов е Катица Јанева. Опозицијата вели дека таа мора да замине од СЈО поради прекршување на законот, а власта пак не ја дава.